Дојдов на време. Врати го кадарот. Тој широкиот. На Титаник вака не им било, бе, дечки. Не сме спремни, не, тотално понеделнички, ауф видерзен, мислам на умот. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Се уште чепкам по работите со што сакам да почнам вечерва, ама некако не ми оди. Ама не да не ми оди, ништо не ми оди. Дојдов порано, викам, прва работа што кога доаѓам на работа, бидејќи ова е високобуџетна емисија, бе, нема шала, бе, имаме кипа одеме, 30 души од Сабајле, Јанко вечер кој ќе дојде, леле, брзо, доаѓам и прва работа што правам, да видам апдейт. Пошто Бил Гейтс последниве 10 години решил да ни влезе у ДНК. Го чекам кога ќе почне во сперматозоидите да ми доаѓа, тогаш муаве да му направам, туку имаме апдейти барем на една недела. На колку? Не, на 2 недели. Секој 2 недели имаме некаков апдейт. И прво понеделнички кога дојдов, апдейт да пуштам, нема. И си работам, си спремам за емисија во она ваму и таму. Од режија ми вика, може да почнеме? Може. Поп и оде, пинг! Имате апдейт. Не е страшно, не го пуштам апдейтот, ќе го пуштам после на паузата, туку знаеш што е, истото го има и за iPhone, и за Android, еве и за Windows, кога има апдейт, а ти работиш нешто, а не го ставаш апдейтот и почне да ти сецка. Те у видеото, те нешто забавува, те нешто те зафре, за да ти предизвика внимание. Чекаме, што му е на телефонов, што му е на компјутер? Пак те чува и да прави какви работи. Брзо, одма апдейт, бидејќи ако не направиш апдейт, нема живот, бе, готово е, што да ти кажам. Мори мајко, ќе родам. Сакав нешто сосема друго да пуштам и поинаку да почнам емисија, но окей. Бидејќи оваа емисија, многумина се соблазнуваат од неа и мене ми е дегутантно, ама 20 години и јас се убедувам да ви стигнам до одредената публика, не до мојата публика. Намасте, домо, аригато, мистер Работо. Јас сум благодарен, болем курија, љубим руке и така натаму. Туку до оние што се соблазнуваат, па ти си несериозен, бе, како можеш такво нешто да изговориш? Свињо дебела на Бранко да му го ја. Дечки, што пише овдека? Пардон. Чекај. Важно и велс. Што пише тука? Јади Бурек. Дали пише емисија спонзорирана од Македонската академија на науките и уметностите за психолошко-политичкиот аспект на општеството, живеењето со животот и белите вошки. Не, вика Јади Бурек. Сега, не ми е јасно како може, прво физикус како мене, алапача како мене, и име Јади Бурек да ви асоцира на нешто камерно сериозно. Да, имаме ние сериозни теми. Сме плачеле, сме рикале, сме се разболувале, сме станувале. Јади Бурек е ова. И знаете што? Не сакам никого да соблазнам, ама фала ти Господи што имаш толку многу. IPTV. Колку канали имаме на телекабел, на Телеком? Има 5-6 канали. Супер. Netflix, колку е месечно предплата? 400 денари. 500 денари. На Торентон колку сакаш има. И после сега се чудите зошто ја на француски, не е француски, ова е на мандарински. Значи не кинески, туку на мандарински. Често пати им викам на гледачите, тие што не им се допаѓа, ми им викам thank you, thank you. Па, смени канал,
Ја да седам, да го гледам некој што ме нервира, ружен, плямпа, не знам, и ужас да те гледам, мрш ме дева, кај далечинско? Хап, хајде. А да не зборам па на YouTube, јутјубери, па ова, па она, и така натаму. Но, секој си има своја публика, си имам и ја. Абдалите ќе навиваат за Јувентус, ќе навиваат за Манчестер Юнајтед, паметните ќе навиваат за Реал, за Челси, за Милан, за клубови кои што треба, така. И со нив ќе се дружиме. Па не можеме сега секому се да бидам. Тоа може би како некоја... Знаеш ова? Не е перут. Ова е од пудрата што става. Се сеќавам прв пат беше шок. Човече, кога ставив пудра, ама тогаш уште учев пред 15 години, ставам пудра, ама некоја посветла била и се познава. И една ми се јавила. Јенко! Да, повелете, господјо. Пудра ставаш? Да, викам, ставам. Каква? Демек треба да ме... ја шокирам, ме открија. Јанко ставам пудра! Викам, она бекутан за газињата на бебињата, знаеш, она кој им се зацрвени од многу какање, и од таа става. Па, бидејќи ја, нели, тука многу, и од таа, викам, и така натаму. А и колку мои колеги, па и уредници, колеги, онака ми за мене, што? Ти ставаш пудра? Миш бе тамо, бе, ибне едно, срам да ти е. Арно, ама, јас сум тој, прво, малце сум помрсен, па путерот ми искача на глава, пошто е путерот, ја можам да кажам сега и зејтинот, нели? Ама нема да кажам зејтинот, нема да кажам ни Павловичевата, нели? Нема што. Али кога ќе кажеш сега путерот, па залижен уште види, не као крава да те лижела, него као путерот ти се растопил, па си се замачкал убаво. И мораш пудра да ставиш, затоа што после 2 сати свети кожата природно. Единствено, ја од суета што ми е, не можам да се смислам да светам пред екрани. Затоа што у тој момент кој ќе онака од топло, па се запотам, па засвети и онака, прво мислам, не ме личи да бидам како бившиот екс-гувернерот, нели, Богојски, кој ќе светнеше, човече. Само со еден рефлектор осветлуеше као диско кугла, осветлуеше цела сала. Го памтиш? Не го памтиш. Го памтиш, добро. Мило ми е што го памтиш. И не му е мило што го памтиш. Сите го памтиме, како нема да го памтиме. Само што тоа што со тоа што не ставаше ништо, знаеш, онака, ама телевизијата не трпи. Ја кога ќе се видам дека светам, одма ми доаѓа една грудка овдека и кога ќе го видам, кога ќе ми текне на Бранко, кога држеше пресот, кога му фати џојстикот од авионот. Кога го држеше пресот за починатиот председател Трајковски. Да, многу така. Пошто Борјан го снема, му беше портпарол тогаш, Борјан требаше тоа да, нели, свијунаци поникоше у црну земју, погледаше, ископаше за... Многу добар ритам има тоа црногорскиот фолклор. Ништо, ајде да го кренеме нивото, бидејќи јас интелектуално, вербално, а и визуелно, тоа никогаш не ми успеало да го кренам на некое повисоко интелектуално ниво. Тоа затоа секогаш имаме ние артисти кои тоа го прават, а кои за жал многу ретко ќе ги сретнете, особено нели, ние што сме научени на музика која ќе кажеме македонската музика, ја многу што ја сакам, она кој ќе запе. Уствари, тоа е алиби за пиење ракија. Ние како народ сме алкохоличари и бараме само оправдување за да си седи, по една Јанко ќе почне. Мојата песна, уште по една. Здраво живо, по една. Значи, ништо не е во прашање, освен што сме сите џанаци. А истите тие навлечени на раки и на алкохол им судат на тие што се џанаците, а џанаците им судат на тие со цигарите, цигарите им судат на дебелите што јаделе многу. Во суштина, сите се наркомани, навлечени. Туку.
Што му е? Бе, смени канал, бе, што да ти кажам? Што гледам? Што да... Ми фалат едно оки, многу ми фалат. Окей. Музика. Македонска музика, македонски автори. Овој вид музика малку е застапен, тој е делот на класичната музика. Ема Попивода е еден од врвните артисти, која не е само која и твори, значи и авторе, и особено го привлече моето внимание со низините транскрипции на неколку македонски народни песни. Пред едно 4 години, поточно, ја пуштив тогаш. Мислам дека некако во целава оваа рашомонијада на преполни болници, на полициски часови, може во некој момент да ни биде соодветна во смисла да го разбереш авторот, поточно авторите кога ја создавале, авторот кога ја создавал зајди, дека токму таков некаков ваков е тој Zeitgeist чемер кој може да ти се најде. Ема Попивода со еден многу убав спот, со незина интерпретација на оваа песна Зајди, јасно сонце. Океј, ја плачам за тој леткум веќе година-две. Тоа е тоа. Тоа е мојот компјутер. Излезот е... Еве, нема да се правам препаметен. Погледни го. Ова е излезот од компјутерот. Нема да пуштаме ништо од компјутер. Ќе ги отвориме телефоните. Со duct tape. Чекај, на црнова позадина не можете да видите. Не ја уклучив горната камера. Види го, како црно на црно, ништо не се гледа. Го гледаш? Лепено. Тоа е излезно. Ова се 1, 2, 3, 4 жилички и овој кабел од звукот од мојот компјутер иде до горе до миксета. И ако го погледнеш, он крчка. Така е добро намаре. Добро, бар сега, додека вие се јавувате, ја ќе правам апдейт на компјутерот. Дај ги телефоните, одиме тогаш со темите. Може да одиме со темите? Може да одиме. Ете ги телефоните, еве ви ги темите. Што се смееш, бе? Што е смешно, жити се? Тема. Како сте? Што правите? Тема вечерва во емисијата е да ми раскажете колку ви е убав животот. Како под теми за убавиот живот е ковид, вакцини, путер, органи, попис, Бугарија, Камчев. Не можам за Евровизија ништо, бидејќи спотот на нашиот представник не можам да ја пуштам. Го имате горе? Го немате. Го имате спотот за евровизискиот на Гавралиев? Не. Така. Китка, стариот мој викаше, китка ми вене, спотот ми дреме. Значи,
телефоните ви се отворени, ја ништо не можам да рчкам на компјутеров. Утре, ја и ти тука, утре има емисија? Не. Како има, бе? Ни утре не можеме да лемиме. У среда не можам. У среда треба новите шолји да ги донесам. Кога ќе го залемиме ова? Пошто утре е многу битно, знаеш, она стварно не можеме. До 15 за 8 ќе траат снимањата. До 8:15 може би. 8:20, 8:30. Што да направиме? COVID. Темите се COVID, полициски час, преполни болници, како се снаоѓате здравствено, вакцини. Дел од Европа веќе престана да ги користи и ги избанира вакцините, особено вакцините на AstraZeneca. Не сите на AstraZeneca, заради несакани последици кои се јавуваат. Путерот. Ја имам секако, ама не можам звучно да ви пуштам тоа, може би само визуелно, како уништивме еден криминален, недозволен, неетички, расипан путер, 30 кила, и да се заблагодарам на властите што ни го спасија живот. 30 кила путер. Замисли тоа што ќе беше. Душе, ја таков путер со избинат рок дома кој ќе го најдам, брат, не да го јадам, уште ако има зелено, муфла. И викат, луѓе фрлат муфла. Зашто ме фрлаш муфла? Тој пеницелин бе, брат, лечи све, шо ти е тебе? Луи Пастер, мачкало тоа путеро зеленото, па ја оздраве, бе, гнојна ангина ми помина, чекај, има ово нешто ова. Туку имаме гледач на линија, дали ќе го слушнеме? Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте почитуван гледач. Сакам да зборам за Камчев. Опа, Орце Камчев. Одлично, да чуеме. Па ме интересира он колку има он кривични. Никако мислам да се приведе, да се најде за него што ќе биде, што дали ќе биде процесиран, дали ќе биде притворен, мислам притвор му е даден, него цела Македонија збори, Орце Камчев, цела Македонија негова, се е земено, мислам. После се чудиме зашто е даден притвор. Не знам дали разбирате што се кажам. Не е важно дали јас разбирам, важно е како ќе ве разберат гледачите. Значи, слободно зборите. Гледачите, мислам, не е битно, јас имам моје мислење дека... Па тоа, кажете го мислењето, Он е печен за затвор. Зашто е печен за затвор? Затоа што? Давал пари на ВМРО. Луѓе што имаат во затвор крадено, поситни дела, ки судат по 2, по 3, по 5 години. Цела Македонија негова, мислам, земена. Украдени работи, уште од Орка, од Вамбуто, од секде работи. И крадел од Орка. Сега се влече дека ќе биде притвор, дали ќе биде домашен, дали ќе биде. Тие сите, што се неколку луѓе, треба да им се конфискува имот и да се знае дали ќе да се даде на државата и нема тука веќе што зборење, викам по затвори, по шутка, по Идризово. Сите се украл некој, мислам, не оправдан никаков криминал. Така е. Не знам дали ме разбирате. Апсолутно ве разбирам. Дали во ова ќе ги спомнеме, например, Заев, Љупчо Ѓоргиевски, Бранко Црвенковски, политичари кои... Не, ама ние за Камчев збориме, не збориме за нив, за тоа. Не, дека беше Тимова Камчев, со стрикна. Така. Што викате дека крадел он, така? За тоа сметате, дека за крадел? Да. И Саша Мјалков. А од каде крадел? Од Орка крадел? Нешто спомнавте дека крадел од Орка. Не крадел од Орка, него Орка негова е, него сакам да се бави со криминали. Не може толков имот да се направи
мислам, со честна работа. Сашо Мјалков може да се види кој бил пред 10-15 години, може да се види кој е сега. Добро, добро. Зборам слушај, да не се мучиме со него директно на плоштад и да го стрелjaат или да го обесиме. Па не знам сега, не сум за да толку радикално, али да се осуди 15-20 години затвор со добро зимање дел од средствата што ги има украдено, нив не им треба, мислам, ја сите тие би ги ослободил од да не лежат затвор, али да им се земе 70-80% од богатството. Така, 70-80%. Добро, добро, добро. Ја те викам многу мачење тоа трошење, кој ќе пребројува пари држава, па не знам, па судови, па у 15 години треба државата да му плаќа јадење, пиење, спиење, Управо. Ја мислам, однеси го на плоштад, метак у чело и пријатно. Мислам, ние сме културна земја, што има да... Зашто народот пак да дава пари за орцекамче? Утепај го така. Не, тие едно 10, 20, 30, 50 души се знаат сите кои се, тие сите да се затворат и да им се земе, да им се одземе, да се земе што ги имаат стекнато богатството, тоа богатство стекнато е нелегално. Ја мислам, слушај, управо си и ја мислам дека време е дојдено, све што е, мислам, ова нема да има правда, се што е приватна фирма, компанија, приватен бизнисмен, да нема. Све е државно. Како што беше у времето златно на Тито, пак да се врати. Нема тука приватна бурекџилница, ова, све државно ќе биде. Ванила ќе ја вратиме, Пелистер, Метропол, тука сендвичари, ништо. Само држава има да владее. И нема две партии, една партија ќе биде. Комунистичка партија на Македонија ќе биде. Така ли? Пагам со тебе, само за тие криминалци, само одземје. Што е ова? Не, капиталисти ќе ми прават пари. Абе има да станеме како Северна Кореја. Се знае. Так. Што е тоа? И ќе им кажеме и на сите соседи. Вие сите сте будали. Германија, Франција, Англија, Америка, Австралија, ова, она, Кини, Руси. Не, вака треба. По примерот светли на Ким Јонг-ун. Фала ти многу за јавувањето. Само, кого би го стаиле така? Може мене да ме стаиш? Пошто јас сум како Ким Јонг-ун, уште кратко ако ме осишеш онака. И одма ќе ги стрелјам и сите ќе ги бесам. Беси, shoot them and find them and kill them. Бам. Нема ништо. Сите на плата, сите 250 евра. Сите 250 евра. Крај. Нема тука 300 евра. Кола, нема више приватни коли. Можеш точак да имаш свој, ќе се возиш со автобус, со воз и пешки има да идете. На што личи тоа? И се знае, доживотен председател ќе биде Бранко Црвенковски, ќе го вратиме. Бранко Црвенковски, али ако успееме да го живееме Киро Глигоров, тогаш јас сум за Киро да оваква. Ако не, Бранко Црвенковски доживотен председател, доживотен премиер Зоран Заев и СДСМ вечно на власт, само нема да се вика СДСМ, глупо е. Ке се вика Народна комунистичка партија на Северна Македонија. И народот среќен. И ќе се фатиме сите и ќе играме козарачко оро, додуше сега заради коронава нема фаќање за раце, ќе ги ставиме рацете малце поприврено овака и сите. На Сабајле ќе стануеш у 5 Сабајле, не со кола. Самоуправување ќе вратиме. Да, ама она нашето самоуправување. Нели? Не како у германецот стануе Сабајле, јајца, сланина, седнуе у Мерцедес и иде да биде експлоатиран. Не. Стануе Сабајле у 5, нема јадење, пиење, фрлаш 2 јајца на точак и на работа. Така. На работа ќе отидеш, нема ништо да работиш, али чак на први 250 евра. Кита, боли, море. Така бе треба. Каква инспирација прекрасна. Имаме гледаш на линија? Ало, добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте. Нашу си на телефон, Мило ми е, повели.
Ја знаеш што би направил, Јанко? Не знам, што би направил, слушам. Би конфискација, окей. На сите овие богаташи што се после, значи, распаѓање на социјализмот, преминување на овој систем се капиталистички, еден попис би им направил комплетно све што имаат овие приватници овдека. Освен овие од странство се знае дека дошли легално. Ама чекај, не е фер сега. Ја не можам да направам како устранство, тој од странство ќе ми дојде со БМВ, ќе ми прави чалам. Не е фер. Не може. Нека му стои устранство. Тука ќе си дојде попанци и гаќи и дзиври, како што ќе бидеме сите. Така, молим. Не, ќе дојдем до тоа. Вака, ја не би им го зел имотот на нив, да го земам хотелот на Мијалков, каде е на площад негде тамо, да го земам и да го дам на друг или да го продавам. Не. Ја ти да го кажам, ова твое. Све што е твое, ќе си биде твое. Меѓутоа, ќе си ги задржиш сите вработени, а за државата ќе даваш, треба да направите на калкулација, колку и треба на државата за социјалата, за тие работи, за плати, све што се неопходни служби што треба да бидат во придруж на државата, да стварат буџет за тие, сите тие фирми, Макс или како се ика на Орка, Спорт, Систрина, све да се е комплетно. Вие ќе соберете пари годишно, колку е буџетот за ова година, мислам дека е 4 милиарди евра. 4 милиарди евра ќе соберете да има комплетно за целата администрација, за све тие работи. Иначе не би позел јас имотот. Што ќе му правите тој имот? На кого ќе го даеш, пак ќе го или ќе го растипат, или ќе го зависи кој каков човек ќе биде, каков способност ќе има. Ја така би направил, кажам. Не да им го земам и да го ставам у каса и толку, не. Така најубаво би било и сите би живееле посреќно, јас мислам пак. Така да ќе биде конкуренцијата меѓу странските инвеститори овде кај што ќе бидат и нашите овие богаташи да ги речам, и ќе има надпревар за производство повеќе и повеќе ќе има вработување и поголеми плати ќе има. За надпревар за производство бара пазарно стопанство, за пазарно стопанство бара чист капитализам, значи луѓе како Камчев да прават они лично пари, ама еве шала на страна, Камчев дели плата на сигурно 500-600 души рани. И тоа побаја ги со деце. Значи, ние треба да чекаме од приватникот, ја и ти да направиме нешто. Значи, ја на страна што се зеза. Умре времето кога државата правеше фабрики, ама на овој народ не му текнуе. Нема нигде во свет. Европа ти вика, НАТО ти вика, нема држава не смее да прави фабрика. Крај на муабе. Сакаш у НАТО, мора прво знаеш што е услов у НАТО, првиот услов да може странец да дојде и да си купи земја у твоја земја. Значи, дали е бугарин, дали е ова, дали е она, да дојде и да се купи. Има меѓу нашите и никој да не смее да писне. Да не збориме двајцето исто време, а ја ќе замокнам. Повели. Збори, не сега ти ќе. Велам меѓу има конкуренција така меѓу странските инвеститори и нашите инвеститори. Кој повеќе ќе произведува? И ќе има вработување повеќе, има да има добри плати. Океј. Така, јас ете слушам тебе. Океј, како си ти со здравје, кажи ми? 7+7. 7+. Бомба, немам проблем. Добро. Ке се вакцинираш ли? Против вакцини сум, Јанко, да се донесат. Ја цело време партиите пукат зашто ги нема, лаже Филипче, лаже оној, лаже овој. Абе, викам, колку подоста дојат вакцините, ќе научиме кои се подобри. Од нив ние ќе земеме. Да си жив и здрав.
Ја 4 погреба ги гледав качен на хаоба, пошто не смеев да се приближам. Мои блиски пријатели ги закопав. Ама, добро, окей. Ајде, ќе спораме понатака за... Чувај се, да си жив и здрав. Поздрав, секој е добро. Ајде, пријатно вечер. Пријатно. Ковид, вакцини тема, путер. За путерот не верувам дека ќе зборите. Може да збориме за последниот танго. Органи на трудници и си извадени матка, бубрек, јајник. Ништо не се збори за тоа. За пописот. Дали ќе правите попис? Yes or no? Бугарија? Тоа се некои од најактуелните теми. Слушаме следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Пошто знам дека многу слушатели едвам чекаат што сека инфаркт може да ги фркне ако не се јавам, што правиме? Као тебе. Дај да почнем. Ај, затоа молим те. Збори одма на темата да те чујам. Не можам воведа. Јавно университет за овие работи некако ми изгледа работава јавнаш. Прво уште кога почна се беше погрешка. Беа фатени во раскорак не ми е јасно сега Јанко ти така. Абе довршија реченицата, почна нова. Прво доврши го претходното што го збореш. Па чекајте, вака не може така тоа. Значи, ама знаеш горе на прстето цак ќе биде. Затоа слушаме која ти кажувам, за да не бидеш додевен на гледачите. Се трудам да ти помогнам, ама не збори. Збори за она што те насочи. Доврши ја реченицата што ја почна. Ако не можеш, ќе те оставам да се сетиш, па јави се подоцна. Не, мој така, мо. Доврши ја реченицата. Јас сум изненаден. Ова друго ми зборот, значи се ловат само богати македонци. Еве, се почна другото. Тоа е да се уништат богатата каста на македонците да се уништат. Ништо друго. Еве се ми го Зманов, Тримбунов, тој рече, вика, јас сум наклеветен. Ама не се криви за тоа, да речеме, албанците. Тие се фини, добри луѓе, се гледа, знаеш. Дали прати што се вика? Да се одземе имото. Значи, само тоа им е поентата. И кога ќе нема богати македонци, кога ќе се обезглави стадото, тогаш ќе дојдат богати, да речеме, од друга народност, богати албанци и ќе мораме да молиме за работа. Значи, целта е да се соромашти кастата, богатата каста на Македонија. Како бе ни еден богат албанец не успеа да патат дека има Баталета, седи кец лоши на оваа тема. Не. Кажи ми како си со здравје? Кажи ми како си со здравје? Кој? Да не ти кажам кој. Коле? Number one. Лидија? Number one. Добро. Дали ќе се вакцинираш? Да или не? Да ти кажам, воопшто немам, ако ми гарантираат дека ако се случи нешто по 20 години, 30, да ми платат оштета. Прво да ми најдат лек за короната, па после ќе се вакцинирам. Како тоа што е полесно? Да се излечат луѓево или да се спречи нешто? Како може да се спречи нешто кога не може да се излечи? Гарантира ли некој за стечни може? Никој. Гарантира ли дека после не може да биде патен па од корона? Никој. Гарантира ли дека за година дена, после година дена нема да действува никој? Па зошто тогаш таа вакцина? Осем ако не уценат. Да ти кажам, Јанко, еден проблем, дали ќе дозволиш да го кажам? Не, доста беше. За вечер. Ќе се јавиш утре и онака, бар да имам, да знам дека јас сум ти рекол за утре. Ти пука, многу јака тема. Одиме со следниот гледач. Веќе сум исцрпен. Малку на мајтап, малку на сериозно. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете во програма сте, господине. Ви благодарам. Поздрав, Јанко, до вас и до вашата телевизија. Благодарам. Поздрав и до вас, почитуван гледачу, и до вашата персоналитет. Ви благодарам, господине Јанко. Знаете што? Не знам. Ја знаете таа песмата "Зашто си ме мајко родила" во Македонија? Како не ја знам, нормално дека не ја знам. Да не ја пеам затоа што не личи. Како идеше? Вака сега. Знаете што, за темата за Капчев сакам да дадам некој и мое тумачење, ако ми дозволите. Не, да, пардон.
Вака, господине Јанко, живееме во 21. век, нека слушаат сите гледачи. Стварно? Те ме молам. Прв пат слушам, што не кажувате бе? Апдейт немам. Живееме во 19. и 20. век за време на Титова Југославија. Знаете што? Што? На Камчев ништо не му можат. Ништо не му можат, Јанко. Тој е приватник кој што не бил нигде ни директор, не бил ни министер, не бил ни премиер, не бил ни председател. Ако имало перење на пари за платеви, нека го докажат, ќе го платите и ќе си одлежи затвор. А тие, оваа македонска прокомунистичка класа на луѓе кои што го мразат, ја мразат македонската нација и македонецот кој е богат. Јас ги гледам со случаевите и со Мијалко, па сега и со Камчев, кои што аплаудираат, тие сами не знаат што зборат и што кажуваат. Че украл Камчев од Торка. Што украл? Спортска мајца? Папучи украл. Па татко му ги продаваше на времето. Нека не лупета ова македонска јавност која не знае што се работи. Овдека се све политички некои игри кои што го ставиле во една политичка макара, па да видиме сега кај ќе излезе тоа. Али јас им кажувам на гледачите дека ништо не му може. Каква конфискација ќе му конфискувале на богат македонец мајката? Да им се насипи на нив што не успеале во животот ништо, седејќи во една фирма, ниша и врата, зема и плата. И друже, ти то бити се кунемо. Да ќе да се заебемо. Нема више тоа. Секој треба да работи, па ако треба, нека ризикуват, нека прави пари, па нека го имат и него на телевизија, како и Камчев, како и мене и како и сите. Пример се земам јас. Срамота е со вакви моабети да се знае. Ова се најниски моабети за македонската нација. Сите сме граѓани во Република Македонија. Нема ни, сите сме граѓани. Ако биде законот еднакво за сите, он не се напил капка вода од државна вода, господо, да ме слушате. Што значи, не викам дека законот не важи за приватниците, важи за сите. Меѓутоа, ако влеземе внатре во тие институции државни, што е сторено и што е направено, Камчев е нула. Перел плас од 1.200.000, не знам колку пари било тоа. Кој перел, кој може да докаже? Имало снимки, па и ова може да ми го снимаат и може да го снимаат сега моево излагање, па ќе го штелуваат, па ќе го наместат, па ќе го искинат, па ќе го довршат, зашто јас можда со овој изговор навредувам некого во државата. Али јас ви кажувам дека нека не биде народот толку назлиен на богатите луѓе во Македонија. Тоа богатство не е стекнато со политика, само со лажење и со превари. Нека не мислат дека така лесно. И тие нека дојдат, нека лажат, нека крадат, па да ги видам. Нека седнат, нека купат една канцеларија, нека отворат една фирма и нека прават како што правил он. Да ги видам што е формулата и на кој начин, која е математиката што дошол тој до некое богатство, што му љубомори цела јавност, сите медиуми во Републикава. Срамота е, бе, луѓе. Ова не види. Умре, бе, комунизмот. Сега и добиме демократија. Сите нека регистрираат по една фирма да ги видам. Нека работаат да видиме. Имат широко отворен свет и за сите. А не само седиме дома и како јетерви или како стари баби, само како женски моабети тема правиме. Никој не знае да каже. Камчев има 3000 вработени, нема 300 и 500, него 3000 вработени. Знаеш што значи тоа? Ќе му конфискувале. Што ќе му конфискуваат? Систина со странски фирми. Или пак да не случајно од Британија што имат вестник ќе му конфискувале, нему. Што ќе му конфискуваат? Издиши, ти благодарам за јавувањето. Ти благодарам за јавувањето. Ја двајца луѓе познавам на кои би им ја дал власта во земјава. За председател би го стеал Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, или за крал, или крал и председател, а за премиер Орце Камчев би го стеал. На невидено. Тоа е моето мислење.
знаејќи ја способноста. Затоа што немаме ние такви Трамп типови во животот, кој онак. Он мангуплукот поише кај народов му смета, знаеш, плюс тоа чаламот што го прави. Знаеш, бидејќи има многу лопови кои не ги знаете, ама не прават чалам, се кријат, ќутат. А ова е чаламџија. Знаеш, се вози со скапи коли, гаво, наваму таму. Добро, тоа е тоа. Класика. И тоа ќе го надминеме еден ден генерациите. Ние ќе изумреме, можеби не нареднава генерација, уште ја труеме со Југославија, да мисли дека кој знае како сме живееле, а можеби за едно-две генерации ќе дојде нешто нормално во менталитетот. Со нормален менталитет, луѓето ќе се охрабруваат да тераат бизниси приватно, не да бега надвор, затоа што, пази, млад човек што има идеја овде да направи, зашто? Утре некому да му текне, од партија ќе му удри рекет, овој нема да му даде и после те ќе го апсаат, те ќе го плюкаат по портали. Зашто? У ниједна друга земја тоа нема да му се случи. Ама у Македонија парче ќе те направат. Ако имаш добра идеја за бизнис, све, бегај негдека надвор и ќе ти успее. И ќе ти успее. Сега за сега, ние сме само се уште си сакаме онака, се да ни биде како што некогаш беше. Партијата да ни мисли, да нема две партии, една партија и тоа е тоа. Добро вечер. Ало, добро вечер, Јанко. Повелете. Прво, да ти кажам, многу ме изнасмеа со твојот увод, ама умре во смење. Сега праша дали ни е животот интересен, па каде поинтересен. Кој друг има ваков живот интересен? Сум стајал ја розови на очари нешто да ги сменам, викам што е работа. Да, како бе господјо се смеете? Па ова е сериозна емисија. Овде не е ова јади симит. Не е ова по природа. Како? На што личи тоа? Па срама, дајде, идам ја. Да, бе, се вратиме назад. Сеќај ме во иднината ние. Назад во тоа времето, пред 50 години. Шубо ни беше тогаш, многу ни беше убаво. Би коментирала за Орце Камчев. Вчера, значи кога небото и земјата се простуваат, да го соберат човекон дома од на маса, приватен бизнисмен, значи стварно интелигенција, за приватен бизнис, 3000 вработени. И сега сватив, значи со вечерва се увањава колку ние македонци сме завидлив и лош народ, да му конфискуваат имот, па му го подарили некој тој имот. Дали некој му го подари? Абе го спечали со своји раце. Тој створи, јас не сакам никого да правдам. Ако има кривица, треба, ако имаме судство како што треба, да се докажи тоа. Не, ајде го затвораме имот, ќе му конфискуваме. Срамота невидена. Друго малце сакам да кажам за песна за Евровизија, за овој Германија. Немој, утре, молим те, немам звук. Морам да ја пуштам песна. Молим те, види ми го Кабелов. Као да ми личи, као палецот мој кога ковам и ќе утнам и кога ќе удрам. Палецот вака ми, Само два збора да кажам. Баба му не е бугарка, тоа што изјави. Баба му е родена во игралишта близу Петрич и таа е македонка од Пиринска Македонија. Тоа само да кажам. Господјо, еве ја друго да ви кажам. Тоа у спотот не е прво бугарско знаме, не е ова за вас туку за. Знам, значи тоа е. Да се направам паметен, остајме малце, бе, абе само зборите, бе, не можам до збор да дојдам. Па док Дај ракијата. Јанко, јас сомневам дека тоа е туку така направено. Јас веќе се сомневам. Господјо, благодарам што се јавивте. Сега малце паметен да се направи. Ајде. Жанета Вангели, ја познавам уште од времето на 103-ка, не многу лично, туку преку Ацо Станковски. Мислам дека беа заедно едно време, не знам дали се уште и се извинувам. Но тогаш ја научив уште од 103-ка дека е извонреден артист и уметник, многу продлабочен, а со ова дело она покажа и колку е продуховена. Не само што е интелектуално, не само што е
филозофски, туку многу подлабоко, на многу подлабоко и повисоко ниво она ја разбира уметноста. Тој триптих што го гледате, тоа се 3 слики во 3 бои. Секоја боја го представува Отецот, Синот и Светиот Дух. Таа боја, тоа не може да биде знаме бугарско, бидејќи бугарското знаме има бела боја. Низината боја, која треба да го представи Светиот Дух, е представена во една кремасто, нејасно, сиво, белкаста, некаква, затоа што и Светиот Дух, за разлика од Отецот и Синот, кои се како личности, Светиот Дух е невидлив. И она и со бојата многу суптилно, тоа бара и да си писмен и продуховен и да ја познаваш длабоко религијата и верата и суштината на светот. Во самото дно на сликата на триптихот се наоѓа иконата Исус Христос Спасителот, но не било која икона, туку на свети Андреј Рублјов, најголемиот иконописец, се смета дека врвот е. Ако не знаете кој што е, гледате го филмот на Тарковски за Андреј Рублјов. Ремек дело, еден од 5 најдобри филмови на сите времиња. Еве, не 5, можеби 10 филмови. И значи во секој сегмент на Отецот, Синот и Светиот Дух е иконата на Исус Христос. И не било која, туку на Рублјов. Со тоа, така преплетувајки, го прави тоа толку суштествено. И тоа, нашата земја, нашиве луѓе кои се занимаваат со култура, го препознаваат се во ова. И незе тоа дело го ставаат во Националната галерија. Ја им се поклонувам. Тоа за мене покажува дека овдека луѓето, највисоките интелектуалци и уметници и оние кои треба нешто да направат за оваа земја, го препознале. И затоа Жанета Вангели со многу почит да го спомнувате нејзиното име. На страна овој скандал само да го искористите, да дознаете за нејзе, да го видите делото, да замислите, за да се подзамислите за слоевитоста, колку суптилно она се изразува, но што сака да каже. Па да отворите Библија, па да видите што е литургија, па не знам, можеби и причест, па да го изгледате филмот на Андреј Рублјов, па да ги прочитате малци и филозофските книги кои не се од религиозен карактер, многу туку посуштествено зборат за аспектите на постоењето. Затоа Вангели не е случајно таму. Намасте. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете. Стар твој пријател од Струмица. До време често пати празнувам обед. Ама фати путерите снема. Како? Ништо. Повелите, слушам. Драго ми е што се јави. Да. Втор пат се во новото издание. Јанко, сите зборува за Орте Камчев. За Орте Камчев, јас не знам дали е крив, дали не, важно, на многу арогантен начин беше апсенет. И на недобар начин го притворија. На мене тоа не е полицајско апсење. Јас разбирам малко, кога бев војник, знам нешто полицајски работи. И знам како е. Кога ќе видам како се апси некој. Право знам тај, дали е полицаец, дали некој багамонт. Не само да го видам како казва апсот. Дали кога беше ВМРО, дали кога беше СДС, нема веза. Важно знам такви силиджи како апсот на честни човеци. Да кажа, Орте на најнекултурен начин го притворија. На некој одмазнички начин. Тоа тук се работи за одмазда. Не оти е крив и дали е крив, дали не. Никој не знае дали е крив или не. Тука само да се изврши некој одмазда, некој осветолюбие се работи. Само тоа е причината.
сега ќе почнем да питаш дали ќе се вакцинирам. Ќе се вакцинирам, пред да питаш само со руска вакцина. Ќе се вакцинираш? Да. Сакаш ли да почекаш, сметаш дека треба побрзо да стигнат вакцините или добро е да чекаме? Не. Какво е твоето Србија. Во Србија сега во мај ќе се произведат Спутник вакцини. Добро. Ти сакаш со таа да се ти сакаш со Спутник да се вакцинираш? Како? Викам, дали баш со Спутник сакаш да се вакцинираш? Точно така. Добро. Може и кинеска, ама не верувам у тие AstraZeneca и Pfizer. Олигархи, не Pfizer, не Pfizer. Може кинеска и првенствено Спутник. Гледам, сега кажа, во Русија ќе се произведе во мај месец руската вакцина. Пак ќе почекаме. Ево сега. За почекување, април, мај. Ама ако почекуваме, ве молам, пазете се. Маски, внимавајте, болниците се преполни, луѓе. Знам. Значи, пола комшилук ми го нема. Значи, бројот на доктор Драган Даниловски, знаете ли на колку луѓе им го дадов? Многу е поопасен овој вирус, мислам дека е британскиот, ги тваќа помлади и помлади луѓе многу потешко. Измеѓу 30 и 40 години. Јас не носам маска, ама од дома не излегувам. Си седам дома, ризик фактор, хроничен болен и немаше да излегувам. Паметно. Чувај си го здравието, чувај се дома, стварно. Ако можеш, помалку искачање, али кога ќе излезеш, стави маска, таков е и законот, ни се свиѓал или не, ние мора да го почитаме. Многу ми е криво таа корона, што не може да се опреме. Нај ми е мака, фулица така да се извелувам, они бегат од мене, да не ме заразат, они си шетат. Они млади дечки си шетат. Што значи она со они? Они ме чуват мене факши, а на мене ми е криво. Така да дојдат до мене, си гушна моите причина. Тоа ми од тоа повод нема. Ти ще ги станеш дедо, колку се мини флуците. Помини од детството. Ти благодарам за јавувањето, чувајте здравје, без оглед тоа што сега овој сој, лека ноќ и пријатно. Тоа што овој сој британски зафаќа и помлади луѓе, тоа не значи дека сте куртулиле. Исто најризичен фактор се најстарите. Но кај помладиве, не знам, ова е полни се болниците, а тек лекарите. Лекарите се на рап. Година дена ваков притисок нема. Луѓе, кога ја видов поп како плаче, не може да издржи. Знаете, сте виделе, не сте биле на погреб, не можете на погреб да отидете. Ја од кола гледав. Значи, нема во капела. Значи, тоа е, како да ви кажам, како во воени услови. Вака, искача колата, трча еден, двајца, попот со нив, нема време, нема застанување за опело. Него трча, чита, да може нешто на брзина да се направи. Па враќање назад, колку да им даде утеха и да каже, да се помоли за душата на покојниот во опело. Значи, од сабајле до вечер, не памтат, свештеници, знаете дека сум близок со црква, луѓе барем кои се искрени со мене. Значи, вика, не памтиме, од сабајле до вечер, нон-стоп, закопи, не застанува. Но, ајде, тој што починал, отишол кај Бога, утехата е негова најдена. Тоа е што се вика спастрен. Овие, има едно младо момче, син на мој пријател, 32 години, цитокинска бура, едва и го вратија назад. За помалце од еден ден. Симптоми, нема температура, до вечерта качува огромна температура, го враќаат, го става со крвна плазма, со среќа успеваат да го вратат. И вие што сте здрави, што сте оздравеле, што имате добри антитела, дајте, дарувајте крв за да се извади плазма, да помогнете на други.
Ја не можам да дарувам затоа што пијам куп апчиња, но тоа е мојот проблем. Морам со тоа да живеам. Ја бев порано крводарител, додека не ме ставија на доживотна терапија. Добро вечер за следниот... Добро вечер. После овој ќе идеме со Кога реклами. беше Повели. Кога беше гостин некнали Драган Данилов кај тебе, он кажа, вика луѓе, Словенија 10-11 пати побогата од нас. И она сега има проблеми и со ова. Пандемијата е светски секаде. Сите падна да не се рамниме. Вика мала е Македонија. Од Македонија има 40 држави помали. Меѓутоа, ова пандемија нашава овде во Југославија, ова Македонија што трае 70 години. Па за тоа Камчев сега го уништуваат. Каде бе глобалисти се од струмите глобал, се запали 1 милион, треба да плаќа не знам што, а Камчев му бараат сега вниманието да се сврти кон Камчев, како бизнис со Систина, кај нас овде во Велес, кам? Па се тепаат луѓето во продавницата да купат од кај него. Не е негово. Полека. Кам? Овие сега сакаат Вака. Чекај малце. Издиши да кажам. Издиши малку. Абе, издиши малку, застани, дигни ручна. Не може. Пушти го. Бранко Фрцковски, Тито Петковски, вие сите тие недопирливи. Одеа во Југославија, немојте така Тито да го спомнувате. Хрватите го сврлија, ѓубре. И сега ние го спомнуваме да се направи на голема висна во центарот на Скопје и ние да трчаме штафета уште да носиме, а овие што се, да речеме, позитивните, Груевски викаше Европа да донесеме овде. Ја донесла Европско првенство се играше. Градеше, правеше, донесе апарати, сите тие... Кажи ми, како си ти со здравје и дали ќе се вакцинираш? Дали ќе се вакцинираш? Абе, јас реков и порано ме праша, ја ќе се вакцинирам. Како си со здравје? Кој? Како си со здравје? Абе, со здравје ти реков, си скилај во здраво, 80 години имам. Бабата како е? Бабата како е? Бабата е супер и она. Сакаш да ти запее, Јанко? Ајде да ми запее. Да ти запее. Ајде, бабо, да ми запееш нешто. Абе, вака, вика, дали знаете вие Велешани? Браќа Кошулчеви тргнаа во борба, нарамија пушки, ја не знам да певам стиховите и кажа. Она нема да пее. Нема ли да ми пее? Нема. Ајде, поздрав, лека ноќ и пријатно. Само вака да ви кажам. Бидејќи гледачот каже, ама гледате, има малце он проблем. Мислам го знам, има проблем рачна да дигне, не може, конфузно му идат мислите од едно на друго на трето. Као да е негова мислите. Пауза, морам пауза. Ало, цел саат сум тука, па морам да отидам таму да видам нешто што има. Туку да ви кажам за Кам маркети. Кам маркетите немаат ништо со Орце Камчев. Тоа е исто како некој Илковски да има млекара и произведува путер. Путерот е на Јанко. Зашто? Па Илковски. Илко путер. Илковски путер. Значи, од таа фамилија, ама нема ништо. Не соработуваат они. Значи, Кам маркет нема ништо со Орце Камчев. Орце Камчев е Орка спорт која не постои и се му е фокусирано на Систина. Не ги даде парите ни за кафани, ни за ресторан, ни за јавна куќа, ни за коцкарници, не изгради сендвичари. Човекот направи болница. Тоа е тоа. Одиме со блок реклами, потоа се враќаме со вашите јавувања.
Ви благодариме што ги почитувате мерките. Ќе успееме и ќе се заштитиме од коронавирусот, само ако секој од нас е многу внимателен и одговорен. Запомнете, секогаш држете 2 метри физичка дистанца, носете заштитни маски и не се групирајте. Останете дома ако не мора да излегувате. Да ги почитуваме мерките. Така ќе им помогнеме на здравствените лица, на оние кои се борат за нашето здравје, на армијата, на полицијата. Секој може да даде придонес за јавното здравје и за наскоро да можеме заедно да го вратиме животот во новата нормала. Стоп Корона е мобилна апликација која со ваша дозвола им кажува на епидемиолозите доколку сте имале физичка близина со лице позитивно на COVID-19 во последните 2 недели. 2 телефони со симнати Стоп Корона апликации и со активиран Bluetooth се евидентираат како остварен близок физички контакт и таквите информации одат кај епидемиолозите. Овие информации помагаат на здравствениот систем за да се стопира ширењето на коронавирусот. Преземи ја апликацијата од следниот линк. Активирај Bluetooth и почни да ја користиш. Да го стопираме ширењето на коронавирусот. Од нас зависи. Најдобра и најкомплетна понуда на спортски канали. Единствено со Нео ТВ. Гледај ги омилените спортски настани во кристална HD слика на каналите Арена Спорт, Спорт Клуб или Евроспорт. Искористи ја промоцијата и земи некој од Нео Трио пакетите со супер брз оптички интернет и интерактивна телевизија. Нео ТВ, вашиот билет до сите спортски настани. Неотел. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Мерките за ограничување на движењето се олабавуваат и секој од нас ќе може да помине повеќе време надвор, а со тоа да се намалат гужвите во продавниците и банките. Но да не заборавиме дека мора да сме многу внимателни и да се заштитиме. При секој излегување надвор строго да се придржуваме до мерките за лична заштита. Да држиме растојание од 2 метри во затворени и отворени јавни простори. Никогаш да не се групираме повеќе од 2 лица, при што во група од 2 не се вбројуваат деца по 14 години на тие лица. Од сега, задолжително е носење на маска, марама, шал во сите затворени простори. Заштитна опрема се носи и надвор кога не сме во можност да ја одржиме потребната дистанца од 2 метри, како на пример на пазарите. Да останеме дома, да не излегуваме без потреба, да не се групираме, да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com.
www.radiosport.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Од 23 април задолжително е носење лична заштитна опрема на лицето при напуштање на домот, во сите затворени и отворени јавни места, кога нема да има можност да се одржи препорачаната физичка дистанца од 2 метри. Заштитната опрема за лицето е респираторна маска, марама или шал со кој се покриваат устата и носот. Физичката прекривка на носот и устата, кај сите граѓани ќе овозможи прекин на преносот на вирусот. Заштитна опрема задолжително се носи во сите затворени јавни места, каде што има повеќе лица, како маркети, продавници, банки, пошти, здравствени установи, како и при користење јавен превоз. На отворено, заштитна опрема не се носи само ако престојувате во дворот или терасата од вашиот дом, ако возите велосипед, ако спортувате на отворено или ако се возите во патничко возило со лица со кои што живеете во заедница или домаќинство. Да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Океј, драги мои пријатели и пријателки, повторно во живо од студиото, само што испратив на мојот колега инструкции за утре да имаме тон, па да можеме да се распееме, пошто викам, ајде, ако јас не можам да пуштам песна, музича, знаете како имаме овдека видеа, изјави 300 чуда, бидејќи сум ефтина продукција, ова сигурно би имал посебен компјутер, посебен човек кој би се занимавал тоа и така натаму. Но толку е моето интелектуално ниво, инаку колегите одма би се нафатиле, ама све има, ама пари нема. Така што се надевам дека утре ќе смогнат сили и ова ќе биде залемено и така. И така. Дејан, кај е Дејан? Декла, декич, не се симнуј доле, горе ли е? Добро. Донеси го ти леткумот за секој случај, затоа што може да ми изигнорира и овој, па ќе лемам ја утре. За време на емисија. А и онака ме бива мене со леткумот. Ајде. Важи. Благодарам. А ние можеме да одиме со телефоните. Неколку теми. Општи се, отворени се. Ми изненадвихте за Орце Камчев и позитивно и негативно, но тоа се ваши ставови, не мислев дека ќе се налепи муабетов. Но, имаме гледач на линија, му посакувам добро вечер, можеш тонот да ми го пуштиш во слушалка. Ало? Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Ајде, Киро Джими од Пардејци. Добро, да си жив и здрав. После една година се слушаме. Шо правеше цела година, бе? Се бореме со ковид. У Пардејци ковид? Па скоро сите прележаа нашите. Шо збориш? Стварно? Па така.
Добро испадна или имаше и... Имаше жртви, Бог да ги имаше прости. жртви, ама 90% ја прележаа луѓето. Ајде, со лесно нека е. Кажи ми, Ја прележав одамна. како ти беше? Па имаше едно 10 дена, беше напорно, тешко, но помина тоа. Треба да биде оптимист и борец човек. Браво. А ти дадоа лекарства нешто? Па децата беа, што зема за нив лекарство, тоа земав и ја. Ов, душо мори. Иначе, не е лесно. Изгубихме и роднини, и пријатели, така тоа. Ја имав, може таа среќа или не среќа, била векином ги погребува, од кај нас луѓето се погребуваат едни со други. Не сака се плашаат да ги погребуваат. Офлела. Само нема дисциплина и затоа скоро цело село на погреби идеа по многу луѓе и така тоа. Браво бе. Човек од село, селанец си, во позитивна смисла на збор, а веќе ги разбираш повеќе од што ние граѓаниве овдека ни пазиме, затоа е болницата преполна. Зошто се преполни болници? Зошто ни папса докторите? Затоа што не почитуваме, не почитуваме. Не само што, ајде да кажеш за нешто. Не бе, мора, забави, диско. Па ја кај што живеам на улицата, 3 кафани, сега ја затворија. Ти не знаеш што беше тоа. Не знаеш у автобус, дали имаше поише гужва, стискање у автобус, сабајле или у тоа. А плюс автобусите. Па кај нас у Гевгели у касината е полно. Касината се работат без прекин. И овие комарџиеве не можат да пропуштат, а? Не. Ама добро, вајде има со маски, се пази нешто. А? Ја би се јави пред една година кога почнала короната. Добро. И тогаш беа многу повеќе се плашеа луѓето во почетокот. Не знаеш што е, како е. А сега веќе кој ќе го удри не, кој не ќе преживее и тера дале. Ја прележав пред 4 месеци. И сега немам мака, пак да ракивче на пиење, на мезење. Доста бе со таа ракија бе, амам више се, све ракија. Добра. Ако знаеш ракија за пиење, ракија за мачкање, ракија за корона. Ако пиеш, добра е. Ракија за бришење прозорци, све ракија. А за ова другото што збора, за орце, камче, не, тоа е единствен проблем. Кај нас има многу поголеми газди што се криминалци. Да не правим уобет, па не ги паќа, никој не ги допира. Кај нас овие фантазерите што се газди, сите пензионери кај нив работат. Не може млад човек да се вработи. Им дават по 5-600 денари дневница и идат тие пензионери да работат. Младите не може за 500 денари да работат на дневница. Нити осигуран, нити ништо. И нема никој не презема ништо. Тоа ти е. Кажи ми, од што живееш таму на село? Јас од Аргатлар. Јас 30 години од оваа Македонија гледам од ти се вработува, се осигуруваат само ако се од едната или од другата партија. Тие што не се партијци, тие нема шанса да се вработат. Ја немам работено оваа Македонија ни еден ден. А кажи ми, што работиш? Аргатувам. Аргат? Па многу јас. Колку години имаш? 63-4. И уште можеш да работиш? Па работа мора да се работи. Тежок живот. Док останав со 10 години стаж од Југославија и тоа е. Никој не презема за тие категории луѓе нешто. Што работеше? А не сум само јас единствен, има многу такви. Што работеше во Југославија? Социјален работник дете. Така. Ама не сакав да видам
партijski podanik i tako. Значи, а се каеш ли што направи така? Не. Не? Па се снаоѓам, добро се заработува и подага тврка, али треба да си пукнеш врат. А нема да биде зависен од никој да те игра никој. Сега ти што збориш во име на пола Македонија. Па, Бар да верувам. Добро бе, тоа е. остана ли народ стварно да работи, еве вака како тебе, работници? Нема. Многу малку. Па нели е тоа може би добро за тебе да ја кренеш цена? Ако не ги познавав тие земјоделските операции, не може да најдеш работа. Ќе ти игра за 500 денари да му аргатуваш да ме ходи. Аха. Значи, знаеш што мислев? Мислев дека ако е веќе си аргата, немаш конкуренција, нема аргати, а барат, тогаш и цената треба да добро да јас те ја плати. држам. Јас немам мака. Ама има луѓе што не ги знаат тие сите операции земјоделски, тие не ги плаќаат така. Ги играат како сакат. Добро, ти благодарам за јавувањето. Биди Чувај здравје, поздравен, да се мило ми е слушаме. што и да ми се јавиш пак. Да се слушаме после 3-4 месеци да помине ова короната. Слушај, Да дојдеш на Кожув летоска, кога збираме боровница. На Кожув. Ке ти дојдам. Кога збира... Да бе, ти за боровницата ми кажуеше... Ќе го бараш најголемиот бедач на боровници, Киро Джими, од Прдејци. Киро од Прдејци ќе го барам. Така. Да си жив и здрав. Биди поздравен. Ајде, поздрав, лека ноќ и пријатно. А добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Јанко ве слушам. Видите, сакам за Орце Камчев нешто да подискутираме. Повелете. Неправилно човекот е сега така собран одма, баш за православниот прочка, собран од дома. И тука една револт се ствара меѓу македонскиот народ, видиш. Сега кој да дојде партија, секој, ако дојде, кога беше ВМРО на Арамии беа од СДС. Сега дојде СДС, Арамиите се од ВМРО. Орце Камчев, знам ја дека имаше ова спортска орка спорт во трговски центар. Вработуваше доста луѓе, фамилии издржаваат тие луѓе. Сега што има она Систина? Тука се лечат луѓе без здравство, има запослени доста народ запослено. Не го види, ова е проклетие меѓу македонскиот народ, Јанко. Проклетие. Како да се истребиме, како да се ичистиме, како да се осиромаштиме. И ќе дојдеме утре ден да видиме слуги на некои други ние. Слуги. Видичи, македонската пошта која уништи? Која уништи на времето македонската пошта? Кој? Се знаеше, имаше кражби, имаше милија со пари се киднапира, се тепаа луѓе, се убива, се надува пошта, запалија све. Тамо нема ни еден особичен за тоа. Него се, кај што има македонец, тамо. И тоа е проклетие македонско, че се уништиме, полека ние се уништиме, Јанко. Сега уште Мукаетов од Кавадарци што е. И него да го надиме, да го уништиме, види, тоа го држи, таа голема фабрика, се произведуваат лекови ова, и него да го уништиме и да предадиме на оние другите. А за Мијалков ја не го добро за него, бидејќи он беше у полиција, наместо да он недозволена трговија, оние што се вршија тие така уцени, ово, она. Порано у полиција не смееше, полицајац, не смееш ти да имаш никако прифритен некој што. Додека дојде Мијалков, кога дојде на власт, он се приватизира. Тука не го оправдувам, он све што е настекнато, се знае колку е таа полицијска плата, се знае како. Тоа се да се конфискува на него. А за Орце Камчев сега,
нека докажат, ако нешто има, нека му конфискуваат. А не вака да се малтретира. Кај ќе бега Орце Камчев? Ќе бегал. Он ако треба да бега, одеше тамо на ракометниот надпревар, одеше секаде слободен беше, можеше да си остане некаде. Што мора се да враќа тука? Види, Орце Камчев еве тоа ме закачаше. Нека чува здраве, нека чува сите здраве, другарот, нека чува. Има еден ресторан, болеста ќе ми изтребе. Благодарам за јавувањето. Има еден ресторан се вика Суши, кој не е битно, али ајде, ради имидж го направи со загуба работи. Ја откупи пред пропаѓање најголемата компанија македонска земјоделска Пелагонија. Таму колку има вработени, и тоа е да еднаш многу заработи кога државата даваше партиципација за сточна храна, а беше сушна година, он произведе тогаш многу, но со таа сточна храна па се спаси сточниот фонд во таа сушна година пред негде околу 10 години. Така што неговите пари лесно се гледаат, сваќаш. Ја не знам, например, мене ми е проблем да ги видам парите на Трифун Костовски. Сваќаш, он е најценет, високо, во ваму и таму. Која фабрика? Ова во Велес? Джок. Значи, на Орце барем можеме да му ги следиме парите. Па еве и на овие се, например, го спомнавте Мукаетов. Мукаетов си ја доби на тацна алкалоид. Мукаетов не извадил ништо од джеб да го направи алкалоид. Го води прекрасно, тука нема збор. Си го разви со неговите менаџерски способности и така натаму. Но не го изгради. Алкалоид го изградивме ние, македонскиот народ. Свето Пивара одличен менаџер, врвен. Ама пивара не е негова. Пивара си ја доби на тацна од партија за заслуги и така натаму, но таа пивара ја изградил и ја надградил прво, не знам, таму србите у српско време, па ние македонскиот народ. Орце Камчев, ова што си го направи нема ништо од државни пари. Значи, од негов бизнис. Имаше само еден обид, татко му сакаше да ја купи Македонија Спорт. Јас сум лично запознат, затоа што татко ми исто беше и сметаше, му помагаше и лобираше да му ја дадат нему Македонија Спорт. Сигурно ќе беше многу подобра денеска Македонија Спорт и се уште жива. Памтите Македонија Спорт, единствена македонска фабрика за спортска опрема што ја имавме. Не му ја дадоа на друг и се упропасти. Не се. Така што не може да се каже за него дека е оној транзиционен кој од приватното нешто зграбил, па врз тоа и сега станал угледен. Еве го и Трифун Костовски, он својата кариера не ја направи од нула. Он го искористи Технометал Вардар. На најдобар можен начин. Контактите со Русија, рудниците, све што имаше Технометал која пропаѓаше, он си го презеде. Многу едноставно, дури и легално. Но има една работа. Знаете како прават на Запад? Еве, последен пример ви е Предраг Чемерикич. Он го продаде на Телеком Словенија, го продаде Оннет. Го памтите. Оннет знаеја каков ум, каков капацитет. Пазите, Предраг Чемерикич е човекот кој ја постави првата приватна телевизија. Ја постави, не ја направи он, ја направи Велија, него он ја постави технички, структурно, организационо и така натаму. Значи, човекот е брилјантен ум. Кога му ја откупија словенците, му дадоа големи пари, но му дадоа да потпише дека во наредните 10 години не смее да се занимава со никаква сродна дејност, медиум, телевизија, интернет и слично. Затоа што, со тие пари може да ги исконкурира. И така е на Запад. Тоа беше и грешката на Технометал Вардар, своите менаџери кои работеа во Германија, во Русија, во Чешка, во Словачка, не им даде такви договори да, кога ќе излезат од фирмата, да не смеат да ги користат ресурсите, познанствата, комуникациите и деловните односи на компанијата до тогаш. И тоа е сегде во света. Ние тоа не го научивме или не сакавме да го научиме, така ни одговарало. Не се.
Добро вечер за следниот гледач. До врска за Орце Камчев. Слушам. Тука, значи, еден гигант, еден човек, кој што, ете, во дел во здравството е, орка негова била. Човекот, значи, си ги заработил парите, како си ги заработил, тоа е негов проблем. Значи, уназад транзиција од 90-та година, 91-та до ден денески, 21-та, тоа се 30 години добри. Значи, ако го следеле, прателе, криминал направил човекот, дали татко му негов, дали фамилијата негов, без разлика, не сакам да навлагам во неговите кариери, бизниси и ред други работи. Овдеки по моje како обичен граѓанин, пред се, значи, го апсија Мјалков, мојкен со пари, број 1, чешки државјанин, значи, тоа е друга работа. Овој, сега Орце Камчев има бугарско потекло, како што слушам, ја не знам лично, значи, јас се извинувам ако грешам. Грешиш. Овдеки се Личен пријател ми, ама добро. За кариера, откритие на власта, значи сегашнава власт што е, им пропадна бизнисот таму со Кина, со вакцини и ред други работи. Центарот што требаше се градит ова за болницава таму на Кемомин поток, кај беше таму државниот центар. Добро. Одеки сега човеков го уапсија, значи Мјалков, мојкен со пари, мојкен гигант. Второ е овој, сега судство имало кај нас дознание дека тој ќе бегал. Тој човек не бегал. И тоа што го апсиле на вчерашниот ден на прочка, значи тоа е, не навлагам пак на сета таа работа. Тоа е, значи ако ти некого го следиш, го имаш у раце, риба на која фатиш у мрежа и имаш, му ја пушташ и ја фаќаш рибата. Така да овдеки нешто друга се работи. Овдеки откритие ќе имаше ако него не го апсе, ќе излезеше во јавност со многу појаки докази према тој Филипче, према овој гигантов Заев, нашиот премиер, нашиот. Тој не е мој, ја не го признам никако премиер, никако, не знам како да кажам. И сега Мјалков е внатре, ова е внатре, се некои информации, структури од Министерството за внатрешни работи, таа ми, не знам, 6-та управа, не знам, ДВК, и сега чека овие мојчници ќе ги скине, пошто ќе ни влеза во нашиот бизнис. А Орце Камчев е, значи, негова систина, он е со здравството, со медицината, пола Косово доаѓат, не пола Косово, и цело Косово, и дел од северниот дел, фактички јужниот дел гледано од српска страна, во Систина, дел од Албанија, мислам дека и дел од источниот дел од Бугарија, доаѓат од јужниот дел на Грција, западниот дел, северно-западниот дел од Албанија. Систина е едноставно гигант. Гигант, и свака им час, значи луѓето си наплаќаат, и ковид центри си имаат и сите работи. Ке нив те справиш за 5 минути 20 евра. А во нашава администрација, во нашава институција, во Министерството за здравство, начело со тој Гробаро Филипче, Гробар го нарекувам, значи јавно, тој е еден човек гробар на македонскиот народ. Да одиш еден тест да закажиш, за не дај Боже нешто да ти се случи, дали од рак, дали од собрекајка, се е така како некоја маниорета, се појавуваат како ќе му кажат од озгора од главата. Ова по моје, значи, со име и презиме ако треба. Не ако треба, јас сум Роберт Мицановски. Овде е мафија на здравството. Мојчниците ќе ги уапсиме, мојчници, значи, запечалиле. Како запечалиле, нивни проблем. Значи, ја пак ќе се повторам, од 90-та година, од 91-та до 2021-та, тоа се 30 години транзиција на ова нашава држава Република Македонија, или како ја нарекуваш овој од глово што треба се оштета 1 милион евра да исплати. Кој тој човек треба некој, не знам колку и да е прос, јас не сум некој читан, не сум некој учен, ама како прост човек, логички гледано, овде ки се работи за работа што треба да ги уапсиш тој, за овие да профитира. Иначе, откритието нивно им се откри. Дали е со Кина, значи тоа е навидено. Март, април, мај. Никогаш нема да добијаме ние вакцини.
како прост граѓан, како прост и попрост, мислам, жал ме вака што се изразувам. Значи, не сум прост, ама прост човек. Гледано, тому е више како на перде, што ви каже баба ми. Месечина ме гледам преку пердено. Е пола, синко, е пола, внучко. Е така е кај нас во ова општество, во ова влада, во ова држава и ред други работи. Овде ки се работи, Јанко, слушни ме. Значи, овде ки се работи мафија медицинска. Мафија медицинска. Борце Камчев спечалил, нека спечали, нека има човек, правото 2000, па тука се 2000, пута 2, 4000, пута 3, 9000, усвари 6000. Така да тука 6000 грла јадат од таа негова кариера, од неговиот бизнис. Каде е Сведнук, ги остави 2000 души, каде е Суташ, и тој рикна, каде се тие, не знам, компании, не знам вака, не знам така. Испра пари замина преку Нојк. Авионите Карго Петровац отидоа, ни Партал, ни Перде, ни ништа. Овде ки се работи само за мафија. Мафија, значи мафија е владата конкретно на чело со тој господинот. Ме слушаш ли? Дали ме слушаш? Заеви. Пушти ми го микрофонот. Во множина зборам. Тоа е една машинерија невидена, уништување на собствениот народ и ова се работи за медицината. Не ме слушаш. Ме слушаш ли? Да, повели. Што мислиш, зошто некои политичари добиваат безбедносен сертификат, зошто некои не? Зошто Фрчковски нема да биде? Нема да биде. Абе чекај да го поставам прашањето. Ајде, повели. Пошто се направи паметен доста за други работи, без иронија ти кажам. Што мислиш, зошто например на Фрчковски не му дозволуваат американците да биде амбасадор во САД? Па Јанко, дали би ме... Ајде, повели. Слабо нешто сигнал, извини. Не се слуша. Океј, извини, друг пат тогаш, лоше сигналот, се согласувам. Лека ноќ и пријатно, благодарам за твоето јавување, интересно беше. Сакав да прашам за тие безбедносни сертификати, зошто некој може да ги добие, некој не може да ги добие, зошто ги има, зошто ги нема. Обично, знаете каде американците на некои политичари наши, кои иако им дозволуваат овде да се на власт и да се значајни во општеството, ама им имаат турено крст за било каква дипломатска активност таму да ја имаат. Тоа американската држава, колку и да е фаворизира некого, преку тоа не може да го помине. Клучните работи се случија во 90-тите години, а тоа е шверцот со нафта и други продукти, кога светот стави блокада на Србија на Слободан Милошевиќ. Ние ги кршевме тие мерки и рестрикции, нели, со гордост и се фалевме со тоа, а само се регистрираше кој тоа што го прави, кој го одобрува, кој бил тогаш главен и одговорен на безбедносните служби и сега се последиците, нормално што се случуваат. Океј, мене ме фати инат, да ви кажам, додека зборевте, бидејќи ја немам ушто да гледам, многу мина ми замерува. Јанко, ме гледаш ли? Ја немам ушто да гледам. Не можам да ве гледам вас. Вие ме гледате мене, но ја немам ушто да се фокусирам. Така да ја имам звучник кој не го гледам, позади рефлекторите ми е, и дури ми е подобро кога ќе се свртам, уште подобро го слушам, заедно со слушалката, за да не ми избега точната ваша мисла. Но се фокусирав и го направив кабелот. Режија ми вика дека е перфектен, идеме со тест број 2, сакам да ја чујам Ема Попивода, која изведува темата Зајди јасно сонце на авторот, заборев сега ќе се појави неговото име, компонирано од Димитрije Бужаровски.
прекрасно во секој поглед, особено во изведбата. Тоа беше Ема Попивода, а ние за 10 минути влегуваме во полициски час, да сте седеле мадро дома, да не биде после модро. Ако спука некаков земјотрес, да знаете дека полицијата ќе биде веднаш нацртана пред вашите домови и згради со сеизмографи, и ако покаже дека сте се симнале, а дека е само 4 степена според Рихтер, ќе бидете драконски казнете. Ако не послушате, ќе бидете екзекутирани на лице место, како во Холандија има кучиња да ве пуштат да ве апат. Не, нема нашава полиција. Нашава полиција ќе ви пушти мачиња да ве лижат. Така што не се секирете. Нашава полиција е најдобра во свет. Видовте денеска за време протестите во Холандија? Па не сум гледал од оние филмовите во бивша Југославија, која ги представува германците како гонеа партизани со вучјаци. Така што во сето ова наше зло на сиромаштие и беда, многу добро се знаеме. И затоа малку повеќе толеранција. Ке издржиме. Што не сме издржале? Лека ноќ и пријатно, се гледаме утре вечер.